Доколку трговците покажат девијантно однесување, ќе следуваат ригорозни мерки, најави министерот Бесар Дурмиши. Тој вели дека се чека и новиот извештај на пазарниот инспекторат за месец јуни, како и податоците од статистика, од кои ќе се знае дали има зголемување на цените на храната и инфлацијата. Последните податоци од месец мај според министерот покажале дека цените и инфлацијата се стабилни, но доколку тоа се промени, не се исклучува и опцијата за ограничување на цените на речиси сите производи. Ако имаме енормно зголемување, ќе одиме со поригорозни мерки. Или ќе одиме со помал процент на ограничување, или ќе ги опфатиме скоро сите производи. Еден додаток да дам дека кога имаме празници, особено во овој временски период, трговците знаат кои производи се трошат повеќе и таму удират и таму ги покачуваат цените. И ние во тие временски периоди сме преземеле чекори од напред, сме донеселе мерки каде што сме удрили на тие производи за да не оди цената погоре. Дурмишија презентираше и новата мерка за практиканство во рамки на владиниот оперативен план за вработување за 2025 година. Со мерката, како што објаснува, ќе бидат опфатени 1352 невработени лица до 29 години со најмалку завршено средно образование, кои на месечно ниво ќе добиваат износ од 12.000 денари за стекнување со практични вештини. Новина е тоа што 40 лица ќе имат можност за виртуелно практиканство обука на далечиња, која е прилагодена на современите услови и работни места што не барат физичко присуство. За сите вклучени предвиден е месечен надомест од 12.000 денари со вклучено осигурување и персонален данок во период до 3 месеци. Досега во рамки на владиниот оперативен план вреден 40 милиони евра, Дурмиши информираше дека преку јавните повици за активните мерки се поднесени над 6.000 апликации.